Добро вечер, драги гледачи, добредовте во новата епизода на Мотокаст. Со нас вечерва имаме еден исклучителен гостин, легенда во мотосветот и мотоспортот во Македонија, Зоран Наумовски Кизо. Добро вечер, Кизо. Добро. Добре дојде во Мотокаст. Добро ве најдов. Со Кизо ќе зборуваме за историјата на мотосветот и мотоспортот во Македонија и во регионот, бидејќи Кизо има многу што да ни каже. Па да почнеме. Кизо, ти си познат во мотосветот, верувам дека нема кој не те знае, во Македонија, а и верувам во регионот. Може да ни кажеш како влезе ти во мотосвет или во мотоспортот? Од каде такво нешто? Мотоспортот е покасно, во мотосветот влегов како многу млад, на 14 години. Тоа беше првиот мотор мој кој го купив, али Кажи ни кој мотор, што мотор купи? Чезетка. Добро е. Чезет 175. Значи, предходно стално одевме со моите другари во прво на Корзока што собираат тие познати, беа многу малку тогаш, да кажеме, Гуте, Зрно, во Австралија што тие Ѓуро, Велковски, имаш уште некои, се сигурно нема да ми замерат, повеќе се покојни. И гледавме тие мотори, а имавме и стално да одиме во кампинг. В Скопје постоеше еден кампинг, кај што на пропутување стигнуваа некои мотори кои за нас беа недостижни тогаш. Седевме са вајле рано да ги чекаме да се спакуваат и да ги испратиме да си одат, гледајќи им ги нивните мотори. Так. Преку жица, значи. Значи прво беше повеќе од гледањето, да. Така почна. Ајде, ако те врата малку, бидејќи ја реков за во мотосветот и во мотоспортот си легенда. Ја не знам кој од мотосветот не те знае, но ако треба ти да се представиш кој е Кизо во 2-3 реченици. Па добро, има и други легенди сега, не сум ја. Добро, ти си една од нив, ете. Една од нив, добро. Јас сум баш обдека што снимаме подкастот од Козле. Претходно сум роден на Орце Николов. Од центарка на градот кај што е Мак Петров бензинската пумпа. Али после земјотресот сме ние у Козли, тука одраснав, тука и беа тие први почетоци на некој Томос Автоматик или Пух. Поточно Пух не постоева Томос и тогаш. И ако се... Значи ти уште пред Томосот Автоматик, ние, моја генерација обично на Автоматик и на тие пенки да се учевме. Да, предходно беше само Томос Пух. Така. Што ќе ни кажеш како се развиваше мотоспортот во Македонија? Од кога памтиш, па ети, она што го знаеш и пред тебе што се случувало, кога се подготвувавме за емисијава, зборувавме дека тие почетоци никогаш не сме ги зборувале во емисијава. Малку да откриеме што се случувало. Да, јас стално се залагав да се слушнат и тие луѓе за кои ние никогаш не сме имале шанси да ги видиме, али сме слушале за нив и таа историја почнува од пред 60-тите години. Уште тогаш градот Скопје, кој ден денеска не можам да открием како се викал клубот, предпоставувам. Мотоклуб заедно било во моторциклизам, биле шампиони на Југославија. Тогаш 63-та година, значи или вице шампион или шампион, значи борбата била таква. Во нивното друштво се умешува Матеја Стефановиќ, кој веројатно и сигурно покоен, сигурно, од Приштина. И овој дел на Југославија тогашна водел во југословенскиот шампионат. Секогаш борбата биле за прво и второ место тука. 60-та година, веројатно поради земјотресот, тој клуб згаснува, ние не знаеме, јас имам само податоци и како тоа згаснал клубот и до збориме за спортот. Значи, моторите почнаа да се возат и 70-тите години, али спортот почнуваше негде 75-6 година. Првите собирања, првите мотори кои беа купени специјално за мотокрос, а немавме шампионат, беше покојни Бошале, Ладуш и Владо, да кажеме, кој зема мотокрос, Коле Кучкарот, сега ги зборам по надимци, пошто и мињата као и мене не ги знаеме доволно. Коле Кучкарот,
Бошоли, покојни Бошоле, сите се сега покојни. Добро, ако Васил Николовски, браќето на Васил Николовски и тие тидовме негде Делјадровци, тоа е една црква кога идеш према Куманово. Тука една тумба имаше, ќе се залетат, ќе скокнат нагоре надоле, ние доаѓавме со мотори да ги гледаме. така, Тоа е веќе првите почетоци на мотокрос, бидејќи брзински мотоциклизам немаше кај нас. така. Тој е првиот. Почна Добре, Првите. извини, какви беа условите тогаш за тренинг, за стаза, за тоа сега Мислам, и кога тука и во гледам Југославија ова, ете. Во денешно време тоа би било многу смешно, но тогаш Така. тоа беше. Така. Неот и другите биле многу понапред, затоа што снемало. Јас знаев дека само на Зајчев се возеле тие шампионати. Така. А ние почнавме на водно. Прво јас ме викаа да попунам број, пошто имав таков мотор. Не бев вистински надпреварувач или да кажеме тркач, ајде. И почна првите трки, кај што таму се, значи, Коле Кучкар од Васил Николовски, кој е исто легенда, да кажеме, бидејќи он беше најупорниот човек во мотоспортот, во мотокросот, ќе потенцирам, зашто не сакаше со друго да се... И на Фимрели идеше. Значи, тие почнуваат тука, и 50 кубика, да кажеме, Томос Јуниор почна крос да се произведува. Првите трки беше 50 кубика и другиве беа 250 или 170, заедно во една категорија. Ајде, издвои сега, пошто влезе во ова, ти, почна. Некои успеси твои или постигнувања би издвоил? Тоа е многу интересно за мене, затоа што јас кога Затоа те прашам. разговара во тој момент во Автомотосојуз, он беше задолжен, Автомотосојузот на Македонија беше задолжен за, па на Југославија како Македонија. Во тоа време задолжен за автомотоспортот. Картинг не постоеше, али стоеше таму дека и за картинг. И они беа задолжени за тоа. Тројца пријавени од Македонија има право да настапат. Следната година јас најавив дека, а возев нашиве шампионати, значи бев меѓу првите тројца, немаше тоа никаков проблем. Со исто така приправен мотор, кој не е специјално за мотокрос, и јас реков дека ќе купам прав мотокрос и права опрема. Така. Има на сликите, кај што може да се види како тоа изгледало. И се надевав дека следната година ќе возам. Но не се случи така, затоа е малку интересно. Ја моделот 79 го добив во 78 година. Значи однапред, на крај на годината, Така. толку успеав да избоксувам нов модел за 79-та. Тренирав, трчав сите тие, пошто мотокросот е физички спорт, не е само... Имавме овде гости во преходните емисии што бават со мотокрос, нели, успешен наш тркач Илијовски Христијан од Битола Битола, да. и Карањотов Ангел од Бугарија, и ова го зборувавме дека е многу напорен и захтевен спорт за кој бара многу, нели, подготовки физички, ментални и така натака. Во 80-тите години беше прогласен за најнапорен спорт на светот. Поради ова малку го знаат луѓето, поради повеќе смртни случаи, кај и во Југославија што имавме, значи не од повреди, измеѓу првата и втората трка да имаат проблеми, тогаш се возеше 45 минути плюс 2 круга. 2 круга зависи од патеката. Патеките не беа на минимум 1500 метри, него беа по 3 и 3000 и повеќе. Така. Тоа се смали на, не знам, 35 минути, 45, 40, 35, сега се возат, светско првенство се вози 35 минути плюс 2 круга, да не погрешам, може 30 минути плюс 2 круга, затоа што не ги пратам моментов нови, секоја година има новитети, да, нови правилници. И тогаш не ме пуштива да идам да возам. Со новиот мотор се односи све едно. Тогаш како одговорен како Васил Николовски, да кажеме за нас, тоа бевме као другари се, он беше постар од нас. Одговорен за тоа, финансов директор во моментот беше на Фершпе, така и значењето му го дава во Автомотосојуз. Дојде шампионат на Македонија, не може више водно да се вози,
ние, јас и Филип Децковски, морам да го спомнам, тој многу им помогна, избркани како од стадото, тој не ни се трудеше на тоа, си правевме после работа, идевме да си возиме мотокрос, кај што сега Александар Палас. Ја и Филип Децковски. Него му го продадов стариот мотор, он порано имаше ендуро, чезе ендуро, нормално чезе, не сме имали друго. Да? И си направивме на стаза мини за еден да поминува толку, значи никакви норми, но меѓу време јас не контактирам, ги бркаат одводно, пошто ќе се гради тој сеизмиолошки центар, како се вика да не погрешам, и они дојдоа на Вардар, да идат кај ние возиме. А се собираа од Карпуш тука деца да не гледаат, секој ден. Така тука беше првиот шампионат после водно, Македонија, кај што ја убедливо победив на вториот. Му избегав за еден круг. И во тој момент, ајде сега ќе кажеме сум имал најдобар мотор, па малце доаѓаше следната трка од државен шампионат на Југославија, кај што двојца не идат. Тоа меѓу време Ботјо Харалампиев, Ботко, беше во војска. И Васил Николовски нормално доаѓа кај мене и кажува петок идеме на трка Мурска Собота. А сега може, значи, одиш на југословенска трка. Прво беше Савски Маров. Така? Втората е Мурска Собота. Сега што се случи таму? На тренинзите ме пуштија да возам. Меѓу време жири комисија има состанок и одлучи јас да не возам. Оп. Зашто? Но упадлив на тие хрвати и словенци кои видоа некој од Македонија дека вози добро и е облечен добро и има најнов модел на мотор, шампионите тогашни Шамец, Маријан, Шинковец и не знам колку, од водечките у прва лига, ние возевме трета лига и прва заедно. Аха. Значи не возевме во исто, значи возат они, па возиме ние, па возат они, па возиме. Втора лига возеше заедно со класата 125. Вози 125, па возат 250 втора лига. Немаше поголема, ако ви кажа. Тоа беше и MotoGP тоа време, да кажем. И они се побунија со тие водечи, пошто прваци се репрезентативци, и ме пуштива. Може да ги победиш? Не, они се побунива да возам. А да возиш? Да, браво, значи, браво. они дигна, без, само што ме гледали, ја не знам никого. Так. И првата трка, ако тогаш еден бод во Забок во тие 2 години освоил Орци Иванов, што имало многу, условите биле дожливи, кадливо све, и он успеал некако да стаса 20 и да земе бод. Тоа беше првиот бод за Македонија. Ја во првата трка освоив преку 30 бода во двете возења. Браво. Не стартуев, него прва трка е у 3 реда стартуваме. Учесници, да, тогаш така беше. Значи, први ред, втори ред, трети ред, нормално е дека сум третиот. Со стартен број 64, све кажува. И на крај се изборувам да завршам едната трка 11, другата 15. Во трета лига зборам, да не искочи Така. сватат погрешно по прва. И носам ја 30 бода, заврши трката, се враќаме назад, возиме, понеделник сме на работа. Така. А во 5 саат тргаме. Значи не си професионален спортист, си работиш? Па нема професионален спортист. Тогаш не бевме професионалци. Така. Беа бугарите, румуните, пољаците, чесите, они професионално возеа мотокрос. Стаж им течеше работа и плата. За разлика и делови, механичари, све има обезбедено, така. За нас кои сами купувавме, сами идевме, сами трошко има. Еве интересна анегдота рече, застанавме негде измеѓу Загреб и Белград и ја сега загрижен, дали следната трка ќе возам. Ај овде ме пуштија жири комисија, прашувајќи го Васил, јадем во еден ресторан и ќе треба продолжиме да возиме цела ноќ. Он е на работа, јас сум на работа. Ја млад.
И го прашувам кој ќе вози, но вика се знае кој ќе вози. И тука ми се скрши све у себе, викам, па треба да чекам. Не размислувам така. Се знае кој ќе вози. Сакаше да каже за мене. Така. Што многу бодови, јас не се мешав во Автомотосојузот и не знам како е таа државна спортска комисија. Не знам како функционира тој дел. Така. После постанав и член на таа спортска комисија, али така било. Така почна. Ете, тоа кршење на срце беше на пола пат измеѓу Загреб и Белград. Така, ама добро, убаво завршило. Кизо, зборувавме малку за историјата на мотоспортот во Македонија. Ајде сега, исто и ова прашање не сме го отварале многу. Може да ни раскаже за почетоците на Македонската мотофедерација? Како таа приказна почна, од каде дојде? Знам дека е оддавна, но ете, никогаш не сме имале прилика овде да раскажеме, ти си еден од луѓето што директно учествувале во таа приказна. Па да јас сум и одговорниот за све. И одговорниот. Се деси, да. Одлично. Значи, ја постанав и член во понатака, више, зборевме за тој мотокрос како сум почнал и како менјавме и у втора лиги у прва и так. Останав меѓу првите 15, па и у репрезентација влеков и така, тогаш имав и среќа малце, не во возењето, него во медиумите овдека во Македонија. Во таа година Вардар испадна во втора лига фудбал. Ракоме све тоа беше нешто страшно. Така. И имаше некој кој нашиот спорт никој не го гледал со Така. прави очи. И имаше некој кој победува негде, меѓурепубличка лига, Бугарија победил, втор бил или во Грција ги тепал грците. Знаеш што ги заинтересира? И така се направи, ми дадоа и простор во новините, тукашни. Во автомото спортот во Југославија знаеше нешто се напише за нас. И нормално за прваците највише. Така тргнуваше тоа, јас и стасав во таа спортска комисија не како возач, него како више организатор, функционер. И во Автомотосојузот имаше луѓе кои мене ми се ден денеска драги, али беа по некој клjuč, дали клjuč на системот или не знам како тоа, зашто тоа така, нема да навлагам во тоа, иако добро знам. Не беа стручни за нештото, за тоа што нас не интересира, мене поготово. Така. И јас решив дека ќе се борам да формирам федерација како и сегде што е во светот. Колку успеав во тоа, успеав да формирам, колку беше добро и колку минус, бидејќи Автомотосојуз на Македонија сполагаше со фондови и беше автомотоспортот оставен во ингеренција на Автомотосојуз на Македонија. Така. Они ни помагаа, значи, со, да кажеме, некоја минимална свота на пари за организација на некоја трка. Не можевме се обратиме до државата и до министерството, тогаш за спорт и култура, мислам дека беше едно министерство. Така. И во тој момент јас решив дека ние треба да бидеме мотоциклистичка федерација и бев и поддржував да се двои авто спортот од мотоспортот, бидејќи имавме кај да гледаме. Цела Европа беше така. Станавме ние авто-мото клубови. И успеав во таа битка, беше тешка, нормално, со поддршка на 21 клуб, тогаш 21 клуб автомото клубови. Ова е 2007 према 2008, бидејќи долго се мучевме додека добивме вистински така. Право на регистрација, тогаш се појави Агенција за спорт и млади. Добро, ајде околу федерацијата те прашам, слушавме како се формирала, функционирала, ете мотоспортот и така натаму. Како денес гледаш ти на мотоцикличка федерација на Македонија? Како денес гледаш и како ја гледаш нејзината иднина? Добро, лошо, убаво, како сакаш? На 10 години прослава, значи 2018 година, сепак имаше право ти дека подолг период. Ја некако се разочарав многу. Немавме средства, значи и Агенцијата за спорт и млади не ми даваше за тие организации. Тарки, јас се осетив неспособен дека можда ја не сум способен да обезбедам средства. Се борев колку што можев, али ни една година не промашивме европски или источноевропски шампионат, значи ни една година. Со години беше и го разработивме Кичево како полигон за брзински надпревари мотоциклизам, додека не се следи случај на
една несреќа која немаше жртви, али имаше повредени, и на која јас заглавив 6 години се мотетирам во судот во Кичево. Во Кичево. Да, и пошто нормите беше небезбедна патеката, згасна и тоа. Иако, како и овој проект што го носам ја за ова, италијани дојдова во Македонија по барање на Борис Трајковски председателот. Така. Они беше од огромна помош. Значи, тој човек многу не обожаваше. Он доаѓаше и на обични мотоконцентрации, без обезбедување, дое да гледа што прави. Без обезбедување, така? Да, така. Да, човек. Тако беше народен човек. Тако беше, да. И на секоја трка доаѓаше у Кичево или на мотокрос во Евгелија. Он да останеше жив, мислам дека многу понапред ќе отидевме. Така. Но тоа не се деси. Значи голем поддржувач. Да. Голем, огромен. Кизо, сега тука ќе те прекина малку, за да не оставаме должи на гледачите, а и она што се подготвувавме. Ти тука некои книгички донеса. Може да ни кажеш што се овие книгички пред тебе? Ова е Моторциклистичка федерација на Македонија 2009 година. Тоа е публикација некоја со... Па да, овде се работи Евгелија 14 март, Милци. И тука има отприлика, овие ги правевме додека бев јас тамо. Може да видат кај камера. Да, ќе покажеме на камерата. Значи, во незе се состои нашите активности што поминале минатата година. Значи, сме имале мотокрос. А ова е од трки што имало такви настани? Да, нашите, да. Така. Што сме правеле 2009 година сме имале. Таков шампионат сме имале, АТВ сме имале. Прекрасни фотографии. Значи, објаснување што све ние сме одработиле таа година. Одлично, ова е некој годишен извештај да речеме или. Тачно, да. Так. Али за оваа година ние не сме добиле ни 100 денари. Значи буквално зборам 100 денари. А е ова све направено. А ова се некои награди гледам овде? Да, све сме собирале од джеп. Тука да видам само момент да се потсетам Моторциклистичка федерација на Македонија. Значи, ова е све направено со првиот амблем, кој тука негде го донесов, еве го, како беше. И сега би требал да биде, тој е усвоен, статутот. Тоа е, не знам колку се гледа на камерата, првиот амблем. И тој сегашен исти. Така. Само што ова налепница ќе ви оставам за успомен вас. Одлично, благодариме. Ево, вдека е основањето и сите дејности кои ги преземавме за мотоциклизмот. Тука би требало да има и брзински, таму има брзински натпревари. Така, да. Ова е прогласувањето на крај на година на шампионати. Значи, сведост беше организирано така. Јас се повлеков, од тој момент федерацијата функционира, колку јас слушам. Така? Не знам како функционира и дали агенцијата ги помага или имаат спонзори, тоа треба да ги прашате нив. Добро, ги прашаме. Не можам да кажувам нешто што не знам. Повеќе не би сакало да биде као критика, него веројатно немаат средства или не знам што. Да, повеќе тие надпревари од тој европски, источноевропски шампионат во мотокрос не сум слушнал да има, немало, има државен шампионат, од минимум, предпоставувам 3 надпревари, така е правилникот, да се прогласи шампионат, и се организира некоја трка во Серес, од тој круг на источноевропски, организира и федерација, али там, Серес, пошто ние патека немаме. Али тука додавме. Сега да патеката во Кичево беше... Прво, може да дам вовед малку, ќе сакам тука малку детелно, затоа што веќе во 2-3 епизоди на Мотокаст спомнуваме тоа дека немаме стаза ни за мотоспортот, брзинска зборуваме, и за автомобилизам. Значи немаме. Беше овде Иđe гостин, со него го зборувавме ова и го покренавме. Зборувавме со Христијан Пузалковски, кој што исто наш тркач, познат, успешен и така натаму. И со сите со кои зборуваме, некако имам чувство дека тоа чини еден годишен буџет на државата, веројатно и затоа не можеме да го направиме. И сакам да прашам како човек со искуство, и знаеш одредени процеси, и си бил сведок, а има и тука една книгичка ќе ни каже што е. Што тоа значи за Македонија, а зошто
Или колку тоа е тешко да се направи? Не е тешко, мислам, треба да се покрене, само да се сака, да има прави ентузијасти, ентузијасти во калибар мој. Добро. Кои све ќе остават тоа да го завршат. Тоа е една битна работа. Ова што... Ние со поддршка на Борис, председателот Борис Трајковски, повикавме у тоа време од Италија стручњаци за правење на брзинска патека, кој ќе беше и авто патека. Така. И за автомобили. 2400 метри ми се чини. Тој проект тамо во Кичево, тогашниот клуб Кичево, Матко Петрович, кој председател беше, сега тој клуб, јас не знам дали постои. Он имаше големи, мислам дека едниот проект е кај него, така барем мене ми кажа. Овој проект како јас, што имам сега тука донесено. Сега ќе прашаме за ова. И проект мора да има во председателскиот кабинет, што станува после тоа, не знам дали тие ги презема државата или следниот председател, не сум упатен во тие работи. Како да е во државни архиви постои тоа, мора да постои. Мора да постои, значи платен. Значи платен проект, направен проект, така, кој сигурно ќе се завршеше ако станеше жив Борис Трајковски, председателот. И тоа згасна така. За да добиеш таков шампионат, еве сега јас ќе тргнам од искуство, што бев и у бордот на Балканската федерација. Прво, како организатор на меѓународни надпревари треба да добиеш 3 пати добра оцена. Ние имавме, тимот треба да добие, не ја. Така. Значи тимот кој го формирав јас тогаш со мерење време на од скијашки надпревари. За опремата за мерење време, да кажеш. За мерење време. Така. Така почнавме. Се извинувам. И треба да добиеме добри оцени од делегатот. Ние имавме делегат од Финска, имавме од Белгија и така натака. Ние добивме 3 петки, ако се петките мерка, или 10-ки, еве 10 петки се. Значи највисоки оценки. Во тој случај, кога организираш ти 3 добри надпревари, што се гледа? Не гледаат они тогаш сем патеката која мора да биде прописна, да има услови минимални за перење на моторите, смеѓу едно возење и друго возење, да имаш амбулантни возила, да имаш судии поставено друго, ние гледаат организација. Така. И ако функционира издавање време, мерењето на време брзо им се дава да се дистрибуира до возачите, од круг у круг се знае кој е напред, кој е назад, значи тоа е таймкипинг ги викаат, и се полага за тоа. Ние имавме добри. И ја бев као директор многу добар. Во кој имав и понуда да бидам директор на светски шампионат во Румунија. Но јас немав лиценцата затоа што не ме праќаат тука. Тоа е се едно. Добро. Не ме пратиме. Ајде, сега вака. Сакам да Светската прашам... федерација ти дозволува и ти вика, вие може да се кандидирате за светско првенство. Организатор на светско првенство. Браво. Во тој случај доаѓа овој проект. Сега, овде сакам прво извини што ќе те прекинам, овде кажува мотокрос комплекс по ФИМ стандарди. Да. Значи по светски Тие стандарди. тогашни. Која година? И ова е, како што можам да го видам, цел детален проект. Елаборат, комплет и Так. проект. Гледам овде со мапи, со Тачни цртеви, дужини, со коти, со све. со све. Ова е за Професионално одработено, да, од архитекти, еден тим на архитекти, заедно Так. со мене. што значи дека не е дека ние не знаеме како треба, каде треба, што Знаеме треба. подобро на Балканот, него други. Така. Но за жал не се спровело, инаку еве, имаме и проекти, За жал имаме ние се. добивме Така? светско првенство да организираме и затоа се isforsира, ова е платен дел од мене, дел од Автомотосојузот на Македонија. Така. Архитектите они ги плаќава. Значи ова има до фасада, до се живо, целосен. Прес центар, До прес велкам центар, офис, се. за све. Значи тука нема ни една, значи ова е комплетен проект, да го дадеш на градежна фирма ќе го направи. Сега со затворени очи ни ќе го направи. Таму има и коти, и влез, и излез. Да, од гледам, еве ги, автопути, целосни. Значи Да, да, целосни, прес центар, велкам офис, Еве, болничка трибини, соба све и има, така све. натака, све. Ние добивме и тогаш јас мислев дека имавме генерален секретар тогаш на партија,
Така. кој беше гевгеличанец и во власта тогаш. Ова е за Милце Гевгелија. Гевгелија немаме друга. Така. Е патека која може да исполни овие услови. Има правило како тоа се прави. Мора да е блиску до главен пат. Милце Така. е блиску до главен пат. Мора да е блиску до аеродром. Солун е на 70 км. Така. Скопскиот аеродром, значи во поглед на светско првенство не се рачуна држава. Се рачуна така. каде имаат они услови брзо да дојдат. Во радиус од 250 км треба да има 2,5 милиона граѓани. Иначе немаат и дозвола. Па добро, тука е Солун, 2,5 че сте исполнили. Не, ние исполнуваме многу повеќе затоа што се изненади Вовган Срб, тој што беше председател на ФИМ Европа или на Европската унија. Од 250 км тука се фаќа Софија, Солун, Скопје, Ниш и така натаму. Така. Мислам, Значи многу повеќе. многу повеќе. И он беше воодушевен. може И ли- болница, има званична болница Така. Гевгелија, Да, блиску аеродроми, има хотели. Така. Значи мораш да ги имаш. Сите тие. услови ги има. Да, сите и затоа тука добитме ние. Светско Ајде првенство, сега- но инфраструктурата кошташе пари. Колку? Не. Верувам дека ништо тоа, веројатно она што кажете. Ова што го зборам, не ќе се извадеше ентузијазам во и еден волја дал, и ќе се решило. Што би значило тоа за нас доколку се направи една таква професионална стаза, еве ова е за мотокрос или брзинска, она што збореше Кичево или било што тоа би значило за Македонија? Или за тој крај кај што се прави? Брзински моторциклизам и ауто спорт, кај нас еве се имаме успешни. Иđe, имаме и Виктор, како, и презимето му го заборев, Давидковски. Давидковски. Исто кој се надпреварува, Так. упорно, троши многу пари. За Иđe знаеме, исто Така. троши многу пари. Многу би значило за да се покрена, така картингот ја го формирав и така тргнавме со картингот, со Так. мали деца. Од нив требаше да проискочат овие возачи, но за нив би било добро. Зашто? Стазата треба да се продава. Така, секако. Она, ако имаш организација, други се спонзорите. Така е. Значи, ние на наша трка не можеме да добиеме некој спонзорство големо или мало. На светско првенство, да, ќе платиш, ама и ќе добиеш. Ќе добиеш. Зошто те прашувам ова? Затоа што од она што, ајде јас го знам, што го споделуваат многу наши другари моторџи, па и ето, од автомобилизмот од тој свет, кога имаш таква една стаза, немаш само првенства. Има други Имаш работи. тренинзи, имаш луѓе што Тренинзи, доаѓаат. изнајмување на патеката, туристи. Тогаш тоа е многу битно за Тоа нас. сакав да кажам, Да се туристи, смират се поред. девјаците, јас слободно кажувам, кои Так. лудеат, А и- возат брзо, Ке има каде се по здуваат. семафорите, мислам, им го знам менталитетот. На оваа стаза може и ќе се опробаат и како туристи и какова, ќе видат дека не верадат. Иначе А не е важно, нека се издуваат ментален едноставно. склоп е дека они кои би имале таков мотор ко Валентино Роси би го победил. Тука е најголемата трагедија кај нас. Кога би имале стаза, па и на кладење уместо да идат на аутопутот да се тркаат на правци, не, Така е, еве да се- тука ќе се пробаат. Така Ќе е. се смири духот. Така е. Така и тоа го зборуваат. многу. Адреналинот е, ќе го потрошиш таму. Тоа е многу битно од два погледа. Значи гледаме и како спорт да Така, имаме така. нешто покажеме и како некоја сообраќајна култура која ќе ги смири тие моторциклисти кои имаат адреналина, го трошат од семафор до семафор и прават Так, нормално неубави работи. трагедии. Самите гинат највише, али и загрозуваат и други учесници во сообраќај. Така е, така е. Од за ова мислам дека можеме и ќе се задржам правото да те повикам повторно некојаш за гостин, бидејќи за ова е нема крај, мислам дека му обетав, има многу што од тебе за слушне. Малку сакам да те прашам околу твоите патувања со мотор. Мототурнеи што си ги имал. Знам дека си возел многу. Ајде издвојни 1, 2, 3 патувања што би ги споделил со нас. Па види, сега тие возења јас почнав да идам и на тоа ФИМ Рели, Така. Шведска. Колку пати си бил? Знам дека исто Па многу. мислам дека негде 4 пати јас. Така? Не, али сакав да видам што е тоа. Имаме ние зрно, неговото име е Ѓорги Ѓоргиевски, се не е битно, али као зрно го знаеме. Да, сите Он го знаеме као и зрно. Пројковски, кој работеше во Автомотосојузот, стално беа во некоја трка кој повеќе учествуваат има. Они преку 25 имаат, јас не знам. Значи, Преку тоа е- 25 учества на Фимрели. Да, сигурно. Значи, они се борева.
Зрно понатака возеше уште некоја година, сега не сум се сретнал со него, не пратам тоа, би требале да знаат, али они стварно имаа големо чувство. И со нив сум поминал тие големи километри. Сам сум возел Така? по 6-7 милијади километри, 8. Па тоа се сериозни Во тури. тоа време, сега веќе у Скопје имаш многу пријатели кои ги знам, па ќе оди 2002 ќе се врати. Така да не, али во тоа време Добро. беше тоа многу. Не, Да свртиш цела секогаш. Шпанија, Португалија сам. Сам. Целиот круг и Франција и да се вратиш преку Италија, Корзика или така натаму. Сам си го правил Сам толку? го правев тоа, да. И како се организираш? Вака како. Се вративме од Фим Рели во Полска таа година, што беше 1500 километри од таму, 1500. Назад за мене скупно. беше премалку, ја реков ај кој сака, се организираме, по пут ми ветива повеќе од моите другари, Така. нема да ги менувам, но кога во Скопје веќе сите откажа, јас се... И тргна сам на токав круг. Да, сам. И како? Траеше Ова која година е ова? 2,5 месеци. Отприлика? Ова е 97, ајде да кажем. 97, значи тоа е пред 30 години. Да, 97. Како се организираше? Пошто во денешно време Не зашто- знам така, јас само се спакував и тргнав. И знаев дека Знаеш, дека зашто- сакам да го свртам тој полуостров што е, нели, од Шпанија. Да. Од Франција почне, па идеш горниот дел, па Португалија, под Португалија назад, Така. па до Барселона, од тука Француска обал и така натака. И така, тука и предов на Корзика и Корзика останав. И на Корзика отиде? Така, да, и од Корзика на Ливурно, од Ливурно преку Милано, така дојде ме фати, знам дека добоко септември, месец, крај на септември беше кога се враќав. Колку дена вкупно те фати? Па околу 2,5 месеца. 2,5 месеца. Добро, сега тоа не беше возење, јас Добро секој си. ден имав цел да поминам 300 до 400 километра, да најам добро место, запознавам некои луѓе Така. и Супер. следниот ден пак. Знаеш зашто прашам како се организираше? Во денешно време, сега јас возам, и знаеме како е. Имаме GPS, имаме вие миширени, имаме Google Maps, имаме 300 помагала, нели, што ни кажуваат Само кај карта. да одимеш. Тогаш, Само на карта, Само на карта. број на пат. а со Еле, кој многу мотор одеше? пати, тогаш со Пан Европата. Пан Европата, Да, беше убав мотор. Убав мотор, нов купен, 95-та година. И еден од немаше тука на Балканот таков мотор од Honda, имаше Goldwings, ја немаше. Чекај, тоа беше 1000 и 95-та го земав јас. не, а 1100 кубика. 1100 кубика. 1100 тогаш, а последните Спорт мислам дека туринг. беа 1300, 1300, така да. нешто, да. Така. И бев заљубен у тоа путување и сакав да путувам, тоа чисто само отидов. Тоа и траеше 2,5 месеца. Браво, И сега друга браво. разлика. Не можеме сега да правиме, имаме обврски. Тогаш не работев, имав некои средства и Види, многу пати им прашуваат другари моторџи, за мене речеме, јас не можам да изведам такви патувања, зашто едноставно имам многу врски, многу работа и можам 2, 3, 4 дена максимум да спојам некаде и тоа е тоа и завидувам, нели субава мисла, завидувам на оние што можат да си приуштат вакво нешто, ама ова е прекрасно, 2,5 јас сега месеца. тоа не можам да го повторам. Тоа што го направив. Иако Така. сам лани отидов до да посетам селото на Валентино Роси, јас сум него фан. Така? И И ај раскажи ни како изгледаше тоа. Па како тргнав? Интересно. Тргнав Добро. на еден мотособир кај што сум ја почесен председател на Црна река. Така? Да, Клубот и Црна река, правеа што е? Црна река. Така? Правева собир во мотор. Мотор. Чека, ова на Преспа што го прави. Преспа, да. Така? И јас, пошто беше стемнето од мајстори, градев куќа, Аха, запалив мотор, отидов до кај нив. така. Мора да се појавам, и беше чест и така натака, 2 дена тоа помина, сите се вратија за Скопје, ја тргнав кај еден мој другар да идам у Грција, но се предомислив по пола пат и свртив десно за Ингуменица. Добро. Беше многу топло лани, значи претопло. Во Ингуменица земав до Бари, Добро. Бриндизи. До Бриндизи, да, да, да. Од Бриндизи тргнав низ планините да возам. Така. И гледа дека тоа многу споро оди, обично по планините возиме, не возиме по аутопут. Нормално. И беше Така? многу голема врукина. Тоа е во јули месец. Да. Значи почетокот на јули. И после тоа некако се симнав према поред морето, да возам све до Анкона. Анкона ја поминувам и таму е Пескаро, не Пескаро има едно место, Песаро се вика. Песаро. Песаро. Тоа е на Валентино Роси местото. Не, Не? не. Значи 7 километра во планината или 10
е селото Тавулја на Валентино Роси. Тавулја. Али тука можев да најдам хотел, бидејќи у Тавулја не можеше се најде, тоа е и мало село. Так. Али јас го почитувам тој човек зашто таму ги донеси својата фирма, таму му е ВР46, кај што ги спрема моторите, таму се произведуваат тие рекламни работи за сите возачи од MotoGP. Браво. Так, осим Маркес, да, откако се скарава. И мене ми е некако мило да се качам горе, бидејќи он е стварно еден за мене од најголемите, не само по возењето, може некој ќе го помине со титули. Так. Джакомо Агостини има поише титули од него, али и поише победи. 125, јас не знам, Ангел Њето, шпанецот, и Валентино Роси со 115. Него, он останал тоа село да живее. Тоа е големината на еден човек кој ќе си остане у своето место и све ќе донесе у своето место. Драги гледачи, време е за рубриката Мотообјектив, проследете ја и се враќаме во студио со нашиот гостин. Добре дојдовте во уште една интересна епизода на Мотообјектив. И во оваа епизода ќе ја представиме една можна мототура. Овој пат мототура Скопје Сицилија во траење од 7 до 10 дена. Оваа незаборавна мотоавантура не води од Скопје до магичната Сицилија. Патување исполнето со прекрасни предели, културни знаменитости и кулинарски уживања. Турата започнува од Скопје, поминува низ Дебар и Тирана, па преку Драч, со траект се пристигнува во Неапол, каде што имаме ноќевање пред продолжување кон Сицилија. По неколку дена возење низ островот, враќањето преку Бари, Драч, Струга и назад кон Скопје. Ден 1. Скопје, Дебар, Тирана, Драч. 250 км должина, 6 часа возење. Тргнуваме од Скопје и возиме преку Дебар, каде возиме низ спектакуларните пейзажи на Маврово и Радика. Влегуваме во Албанија и продолжуваме кон Тирана, каде што правиме пауза за кафе и ручек. На патот кон Драч правиме кратка пауза во Круја, историскиот град на Скендербек. Попладне пристигнуваме во Драч, каде што се качуваме на траект за ноќно патување кон Неапол. Ден 2. Неапол Соренто, 350 км или околу 6 часа возење. По пристигнувањето во Неапол го истражуваме градот. Неапол е родното место на пицата и нуди неверојатна историја и незаборавен урбан хаос кој вреди да се доживее. Затоа вредно е да се направи прошетка низ историскиот центар и да уживаме во локалната пица. Продолжуваме кон живописниот брег на Амалфи, а потоа возиме кон Јужна Италија до Сан Джовани, каде што ноќе поминуваме со траект кон Месина, Сицилија. Препорака: предвидете барем еден ден за Соренто, Позитано, Амалфи, за да се ужива во убавините на регионот и панорамските патишта. 3 до 5 ден истражување на Сицилија, околу 500 км, слободна програма. Во следните денови возиме низ Сицилија, последувајќи ги Палермо, Етна и Таормина. Вкусовите на сицилијанската кујна и неверојатните плажи го прават ова искуство незаборавно. 6 до 8 ден враќање преку Бари, Драч, околу 1300 км со едно ноќевање. Враќањето е вистинска авантура од топлите предели на Сицилија низ Калабрија, преку Јадранското море па се до дома. Патувањето трае околу 23 часа, заедно со патувањето на траект. Од Калабрија возиме до Бари. Во Бари, место кое треба да се посети е Базиликата на Свети Никола. По посетата на Базиликата се качуваме на траект до Драч. Потоа возиме преку Елбасан, Ќафасан, Струга за конечно стигнеме назад во Скопје. Проценети трошоци за оваа тура: гориво, патарини и траект 300 до 500 евра, сместување 50 до 70 евра по ноќ и за храна 20 до 30 евра на ден. Вкупно трошоци од 1100 до 1300 евра, зависно од потрошувачката на гориво, потреби за сместување, храна, траекти и така натаму. Со оваа мототура ќе поминете низ некои од најубавите патишта и градови во Европа, комбинирајќи возење со вистинско уживање. Ова не е само патување, туку искуство што ќе го паметите за секогаш. Ви благодариме што бевте со нас во уште една епизода на Мотообјектив. До наредната, бидете ми живи и здрави. Кизо, еден совет или препорака за млади мото возачи, спортисти, што би кажал како ева човек со искуство, што видел и во мотосветот многу работи, но и во мотоспортот. За овие млади би сакал еве сега да го спомнам тоа моторели кое од случајно седење ке морам да го спомнам. Тоа што Маја Мирче Железничар, го викавме, Мирче Стојановски, јас, так. И уште неколку кои го возеа првото рели
Тоа е мотор или оно што е Македонија. Независност 8 Така, 8 септември, така. Мислам дека можда и Виктор Вешов беше со нас. Има во архивите на телевизија снимена репортажа од првото идење наше. Следната година бевме многу бројни и така почнавме да правиме од тие мотоконцентрации, направивме една традиција која е повеќе од 30 години. Так, Што државата треба да слушне дека мора да влезат они во програмот на тие традиционални, има во законот, мислам, имаше или сега да не дека традиција од 30 години или 20-30 години влагаш во програмата на државата. Така. Кај што нам мора да одвои. Вака ни помагаме со полиција со такви работи. Така. Да, Тука младите мора да го возат така. тоа, јас можда некош кидам да го возам. Тука се стекнат првите дисциплинирано возење, да сите бидат у колона, Так. да се двои левиот од десниот, да не бидат еден позади друг, значи тука се учат тие основи за младите мотоциклисти, Так. не за спортисти. А и да ги видат тие дружби убави И што се тие после. дружбите така. овој. Една порака за гледачите на Мотокаст, кои што дел се моторџи, а убав дали не се моторџи. Што би подал порака од Кизо? Па, би посакал и тие да постанат мотоциклисти или моторџи, ајде да кажеме така, затоа што многу на по сериозни години се уклучи у мотоциклизмот, ја тачно знам последниве 20 години. Тоа се условите затоа што добивме представништва, мотори, луѓето, од адвокати, до доктори, до Така. механичари, сите Се повеќе не има. бранжи, да, се повеќе не има. Така. И никогаш не е касно да се стане моторџија. Драги гледачи, ви благодарам што бевте во уште една епизода со нас. Вечер разбарувавме со Кизо, легенда во македонскиот мотосвет и во мотоспортот. Кизо, благодарам уште еднаш. Фала. Благодарам и јас. И како што реков, ќе задржиме бонус, Кизо повторно некој ден да го повикаме, бидејќи имаме очигледно многу за што да зборуваме. А ако вам ви се допадна и оваа епизода, ве молам лайк и subscribe и секако споделете со сите оние што ве следат, а ние се дружиме повторно наредната недела. Бидете ми живи и здрави.